Доаѓањето на холандските гости на ривиерата ги подгреа надежите на туристичките работници дека ова лето Охрид нема да биде празен за разлика од лани, кога поради ковид пандемијата странците секојдневно ги откажуваа склучените аранжмани. Првиот човек на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот прилично оптимистички очекувал ова лето да бидат реализирани околу 2,5 милиони ноќевања во македонските туристички центри. Но експертите велат не е важен само бројот на ноќевања, туку структурата. Во овој поглед статистиката говори дека од 2019 па до 2021 година на ривиерата доминирале домашните гости. За илустрација, во 2020 само 15% од гостите биле странци, а лани тој процент изнесувал 25%. Згорана се, последиците од руско-украинскиот конфликт силно ќе се одразат и врз македонскиот туризам. Секако ќе се одрази лошо. Се надеваме дека ситуацијата нема да кулминира, дека се надеваме да се смири и да биде подобра или на крај на краиштата да не биде полошо од сегашниот момент. После 20 години Македонија ги врати визите за руските туристи кои заклучно со 15 март годинава можеа да патуваат во нашата земја без тоа парче хартија. Во 2020 година за прв пат се воспостави авионски линии кон Москва, но и кон Киев. Како што знаете, ние сме членка на НАТО, исто така дека линиите се прекинате повеќе месеци и за лето 2022 како и во други европски дестинации, така и во нашата многу малце се очекуваат руски туристи да не посетат. Според мене мислам дека таков беше договорот со МНР и понатаму за ова прашање ќе треба да го прашате Министерството за надворешни работи. Сепак Јаневски се надева дека ова лето кај нас ќе се одмараат 30 до 50% повеќе туристи во однос на лани. Она што е реалност е дека туризмот ќе се сведе на гости од Холандија, Полска и Турција и по некое кружно патување на туристи од Малезија, Индија и Израел. За прв пат, барем според сегашните најави, во Македонија организирано ќе летуваат околу 8.000 гости од Велика Британија.